Пензионерите од Кочани континуирано редат успеси и продолжуваат со своите редовни активности. На републичките спортски пензионерски игри кои се одигра изминатиот викенд во Тетово, кочанчани ги понесоа сите можни титули. Председателот со задоволство зборува за одминатите успеси и најавува нови активности за до крајот на месецов. Тие настапија со огромен, голем успех за у последните 3 години најдобар успех. И тоа, прво место освоивме во средачката машка група. Тоа е златна медаља. Втори место заседовме во теглење на јажи, тоа е најтешка дисциплина, и машката екипа во шах. Исто така во поединечна конкуренција, нашо скокач од место, Ѓорги Николовски го зазема второто место. Према тоа, во тимски дисциплини, во 3 тимски дисциплини зазедовме една златна медаља и 2 сребрени. Додека исто сребрената медаља, второто место за оскок од место поединечно, тоа е голем успех. На 21 сега на септември организираме. До сега се пријавени толку ќе бидат, и така ни одлуката. Нашите пензионери, негде околу 150 души, со 3 автобуса ќе учествуваат на големиот собир на пензионери во Пробиштип по повод празникот Света Мала Богородица. Тоа ќе биде во Лесново, кај манастирот Лесновскиот манастир. На тај собир ќе учествуваат поголем број на пензионери од цела Македонија. Нашиот ден, 20 септември, Ден на пензионерите на Македонија, ние го чествуваме, го славиме како општ празник за Македонија, додека нашиот празник на пензионерите на општина Кочани е на 14 декември. Така да на тој за тај наш празник општински јави си посебна активност и посебни настапи. Но големиот празник 20 исто така еве со овие пропратни активности што не са мали, него големи, ние ќе го славиме и ќе дадеме обележје за Денот на пензионерите на Македонија. Сите споменати рекреативни активности им овозможуваат на пензионерите рекреативен пензионерски живот и дружба со останатите здружерија